Учениците од Прилепската гимназија Мирче Ацев, која е единственото општинско училиште во кое наставата започна, а и се уште се одвива онлайн, на далечина ќе учат уште најмалку 2 месеци. Реновирањето на училиштето кое започна дури пред самиот старт на учебната година, се уште е далеку од готово, па услови за физичко присуство на учениците едноставно нема, иако очекувањата беа дека гимназијалците ќе се вратат во клупите веќе од ноември. Новото пролонгирање на наставата без физичко присуство повторно ги налути родителите. Нашата соговорничка, која сакаше да остане анонимна за јавноста, е мајка на двајца гимназијалци и таа тврди дека тие, како родители, не биле конкретно информирани до кога точно нивните деца ќе учат онлайн. Стравуваат дека тоа може да се одолжи и во второто полугодие. Јас сум и на совет на родителите, никој не ни кажа ништо. Мислам, се што го учам преку децата. Не ни кажа ништо, не викна. Ни родителите знаат, ни совет на родителите беше викнат, ни ништо, буквално ништо. Оваа загрижена мајка смета дека местото на учениците им е во клупите и дека со реновирањето требало да се започне многу порано. Сите одат, само ние, не одиме на училиште и само нашите деца се седат дома. И да ви кажам, вистина, тие се дружат после, цело време се заедно, само што немат навика ни за учење, ни за читање, ни за почитување правила, ни за ништо. Морате одат на училиште. Ако не одат на училиште, лично за мене, што ќе бидат понатаму. Ните можат, да бидат блиски со професорите, за ги бидат професорите. Оти абер немат кој нивниот професор, само го слушат. Директорот на гимназијата пак Димче Настески ни потврди дека наставата во ова најпрестижно и најстаро средно училиште во Прилеп и во наредниот период ќе продолжи да се одвива онлайн. Тој вели дека станува збор за крупни реконструктивни работи, чие завршување бара време и уверува дека се било според предвидените плани и динамика, како и во согласност и со договор со сите инволвирани страни. А причината што доцна се почнало со реновирањето, според него, била неколкукратно оспорената тендерска постапка околу изборот на изведувачот, па наместо од април се почнало дури во август.